Денеска ќе ги поздравам најмалите и книгата што ќе ја прочитам ќе биде за нив. Малиот принц од Антоан де Сент-Екзюпери. Јас сум мајка и многу добро знам како е да си изморен, децата да сакаат да им читаш навечер, а ти да не можеш. Затоа ова нека биде олеснување и за мајките и за татковците, а вие, дечињата, затворете ги очињата и слушајте. Еднаш, кога имав 6 години, видов чудна слика во една книга за џунглата што се викаше Доживеани истории. Таа представуваше една змија боа што проголтала некое диво животно. Еве ја копијата од цртежот. Во книгата се велеше: змиите боа го проголтуваат својот плен цел без да го џвакаат. Потоа тие не можат да се движат и спијат 6 месеци за време на варењето на храната. Јас тогаш многу размислував за авантурите во џунглата и тоа си дојде само по себе, успеав со молив во боја да го скицирам мојот прв цртеж. Мојот цртеж број 1 беше ваков. Им го покажував моето ремек дело на возрастните и ги прашував дали мојот цртеж ги плаши. Тие ми одговараа: зошто би се плашеле од една шапка? Мојот цртеж не представуваше шапка. Тој означуваше змија боа која во стомакот вареше еден слон. Тогаш ја нацртав внатрешноста на змијата боа, за да можат да сватат возрастните лица. Тие секогаш имаат потреба од објасненија. Мојот цртеж број 2 беше ваков. Возрастните ме советуваа да ги оставам настрана цртежите на змиите боа, отворени или затворени, и повеќе да се интересирам за географија, историја, сметање и за граматика. И така, на возраст од 6 години, напуштив една прекрасна кариера на сликар. Бев обесхрабрен од неуспехот на мојот цртеж број 1 и на мојот цртеж број 2. Возрастните не разбираат никогаш ништо сами, а заморно е за децата секогаш и непрестано да им даваат објасненија. Значи, бев принуден да одберам друг занает и научив да пилотирам со авион. Летав помалку насекаде по светот, а географијата точно е, многу ми послужи. Знаев да ја разпознам со првиот поглед Кина од Аризона. Тоа е мошне корисно ако човек залута во текот на ноќта. Така имав во текот на својот живот многу контакти со многу сериозни луѓе. Многу сум живеел со возрастни лица, сум ги гледал од многу блиску. Но тоа не го подобри моето мислење. Кога ќе сретнев некого што ми изгледаше малку посвесен, над него вршев опит со мојот цртеж број 1, што севезден го чував. Сакав да знам дали тој навистина беше благонаклонет. Но таквото лице секогаш ми одговараше: тоа е шапка. Тогаш јас не му зборував ни за змиите боа, ни за џунглите, ни за ѕвездите. Му се приклонував. Му зборував за бриџот, за голфот, за политиката и за вратоврските. А возрастното лице беше мощно задоволно затоа што запознало толку разумен човек. Така живеев сам, без никого со кој би зборувал вистински. Се до еден дефект на авионот во пустината Сахара пред 6 години. Нешто беше се скршило во мојот мотор, а бидејќи со себе немав ни механичар, ни патници, се подготвив да се обидам сосем сам, успешно да извршам една тешка поправка. За мене тоа беше прашање на живот или смрт. Одвај ако има вода за пиење за 8 дена. Првата вечер заспав на песокот на 1000 милји од кое било населено место. Бев многу поосамен отколку некој продоломник на сплав сред океанот. Тогаш можете да си го замислите моето изненадување при разденувањето, кога ме разбуди еден смешен, мил глас. Тој рече: те молам, нацртај ми овца. Молам? Нацртај ми една овца.
Срипав на нозе, како да бев погоден од гром. Добро си ги истрив очите. Мошне убаво погледнав. И видов едно мошне ситно, сосем необично, добродушно човече кое ме наблюдуваше сериозно. Но, мојот цртеж, се разбира, е многу помалку восхитувачки од моделот. Тоа не е моја вина. На 6 годишна возраст бев обесхрабрен во мојата кариера на сликар од возрастните лица и не научив ништо да цртам, освен затворени и отворени змии и боа. Го гледав тоа привидение со очи сосем тркалезни од вчудена виденост. Не заборавајте дека се наоѓав на 1000 мили далеку од кое било населено место. Но моето малечко човејчулче не ми изгледаше ни залутано, ни мртво од умор, ни мртво гладно, ни мртво жедно, ни мртво исплашено. Со ништо не одаваше изглед на дете загубено среде пустината на 1000 мили од кое и да е населено место. Кога успеав надокрај да прозборам, му реков: "Но што правиш ти тука?" А тогаш тоа ми повтори сосем кротко, како нешто мошне сериозно: "Те молам, нацртај ми една овца." Кога таинственоста е мошна и впечатлива, човек не се осмелува да биде непослушен. Колку и да ми изгледаше апсурдно тоа на 1000 мили од кое било населено место и во смртна опасност, извадив од својот джеб еден хартиен лист и пенкало. Но тогаш се сетив дека јас пред се учев географија, историја, сметање и граматика и му реков на малото добро човече со малку лошо настроение дека не знам да цртам. Тој ми одговори: "Тоа не е важно, нацртај ми една овца." Бидејќи никогаш немав нацртана овца, пак направив за него еден од двата единствени цртежи за кои бев способен. Оној со затворената боа. И бев многу изненаден кога го чув одговорот на добродушното човече. Не сакам слон во боа. Боата е многу опасна, а слонот е многу голем. Кај мене се е мало. Имам потреба од една овца. Нацртај ми овца." Тогаш нацртав. Тој погледна внимателно. Потоа: "Не, оваа е веќе многу болна. Направи друга." Јас нацртав. Мојот пријател се насмевна љубезно со благост. "Ти гледаш добро. Ова не е овца. Ова е овен. Има рогови." Направив уште еден цртеж. Но и тој беше одбиен како и претходните. "Ова е премногу стара. Јас сакам овца што живее долго време." Тогаш во недостиг на трпение, како што брзав да почнам со демонтажа на мојот мотор, го начкрткав овој цртеж. И му го дофрлив. "Ова е сандак, а внатре е овцата што ја сакаш." И многу се изненадив кога видов како се разведри лицето на мојот млад критичар. "Токму таква сакав. Мислиш ли дека ќе и треба многу трева на овцава?" "Зошто?" "Зошто кај мене се е мало. Сигурно ќе има доволно. Ти дадов една сосем мала овца." Тој ја сведна главата над цртежот. "И не е толку малечка, гледај, таа заспа." И ете така се запознав со малиот принц. Ми требаше многу време за да разберам од каде доаѓа тој. Малиот принц, кој ми поставуваше многу прашања, изгледаше како воопшто да не ги слуша моите. Зборовите, изговорени случајно, малку по малку ми открија се. Така, кога тој го забележа прв пат мојот авион, нема да го нацртам мојот авион, тоа е цртеж премногу комплициран за мене,
ме праша: "Што е овој предмет?" "Тоа не е предмет, тоа лета. Тоа е авион. Тоа е мојот авион." И се гордеев што му соопштив дека летам. Тогаш тој извика: "Што? Ти си паднал од небото?" "Да," реков скромно. "Ах, тоа е смешно." И малиот принц се засмеа толку громогласно што многу ме налути. Јас сакам моите незгоди да се сваќаат сериозно. Потоа додаде: "Тогаш и ти доаѓаш од небото, а од која планета си ти?" Насетив светлина над неговата таинствена присутност и веднаш го прашав: "Значи, ти доаѓаш од друга планета?" Но тој не ми одговори. Лесно ја нишаше главата гледајќи го мојот авион. Вистина е дека со ова таму не си можел да дојдеш од многу далеку. И потона во мечтање што траеше долго време. Потоа, вадејќи ја мојата овца од својот джеб, се задлабочи во наблюдување на своето богатство. Можете да си замислите колку ме возбуди тоа полупризнание за другите планети. Се трудев да разберам нешто повеќе за тоа. "Од каде доаѓаш ти, мој драг доброчинца? Каде е твојата дома? Каде сакаш да ја однесеш мојата овца?" Тој ми одговори по едно замислено молчење: "Добро е што ми го даде сандакот, затоа што ноќе ќе служи како куќа." "Се разбира, а ако бидеш љубезен ќе ти дадам и едно јаже за да ја врзуваш дење, и едно колче." Предлогот изгледаше шокантно за малиот принц. Да ја врзувам? Колку смешна замисла. Но ако не ја врзеш, таа ќе оди каде било и ќе се загуби. Мојот пријател пак почна да се смее гласно. "А каде би отишла?" "Каде и да било, право пред себе." Тогаш малиот принц сериозно забележа: "Тоа не е ништо, кај мене е се толку малечко." И додаде, може би со известна тага: "Со одење право пред себе не се стигнува многу далеку." Така, ја научив и втората мощна значајна работа. Планетата од која потекнува одва е поголема од една куќа. Тоа не можеше да ме зачуди многу. Добро знаев дека освен големите планети како Земјата, Јупитер, Марс, Венера, на кои им се дадени имиња, има уште стотици други што се понекогаш толку мали што дури и со телескоп тешко може да се забележат. Кога некој астроном ќе открие таква планета, тој дава како име некоја бројка. Ја нарекува, на пример, астероид 3251. Имам сериозни причини да верувам дека планетата од каде што е дојден малиот принц е астероидот B612. Тој астероид го забележал само еднаш со телескоп во 1909 година еден турски астроном. Тогаш тој опширно го прикажал своето откритие на еден меѓународен астрономски конгрес. Но никој не му поверувал поради неговата облека. Такви се возрастните. За среќа, за возвишување на астероидот B612, еден турски деспот му наредил на својот народ со закана со смрт да се облекува по европска мода. Астрономот повторно го прикажал откритието во 1920 година во мощна елегантна облека. И тогаш сите го прифатиле неговото мислење. Ако ви ги раскажев овие подробности за астероидот B612 и ако ви го доверив и неговиот број, тоа е поради возрастните лица. Возрастните сакаат бројки. Кога им кажувате за некој нов пријател, тие никогаш не ве прашуваат за суштинското, никогаш не ви велат каква му е бојата на гласот, кои игри ги предпочита.
дали собира пеперуги? Тие ве прашуваат колку години има, колку браќа, колку е тежок, колку заработува татко му. Само тогаш веруваат дека го запознале. Ако им речете на возрастните, видов една прекрасна куќа со розови тули, со гераниуми на прозорците и со гулаби на покривот, тие нема да успеат да си ја представат таа куќа. Треба да им речете: видов куќа од 100.000 франкови. Тогаш тие ќе извикаат: колку убаво! Така, ако им речете: доказ дека малиот принц постоеше е тоа што беше прекрасен, што се смееше и што сакаше една овца. Кога се сака овца, тоа е доказ дека човек постои. Тие ќе си ги соберат рамената и ќе ве сметаат за мало дете. Но, ако им речете: планетата од каде што дојде е астероидот B612, тогаш ќе бидат убедени во тоа и нема да ви додеваат со своите прашања. Тие се такви. Не треба да им се лутиме поради тоа. Децата треба да бидат многу попустливи спрема возрастните. Но, се разбира, ние што го сваќаме животот, многу се подбиваме со бројките. Би сакал да ја почнам оваа приказна како што почнуваат сказните. Би сакал да речам: си бил еднаш еден мал принц кој живеел на една планета одвај поголема од него и на кој му требал пријател. За оние што го разбираат животот, ова би изгледало многу повистинито. Зашто јас не сакам мојава книга да се чита површно. Чувствувам толку тага кога ги раскажувам овие спомени. Има веќе 6 години откако мојот пријател си замина со својата овца. Ако се обидувам да го опишам тука, тоа го правам за да не го заборавам. И јас можам да станам како возрастните кои се интересираат само за бројки. Значи, токму поради тоа, купив една кутија со боички и моливи. Мачно е на моја возраст да му се вратам на цртањето, кога никогаш не смогнав да направам други обиди, освен оној со затворената боа и оној со отворената боа, кога имав 6 години. Ке се обидам, се разбира, да направам колку што е можно поверни портрети, но не сум сигурен дека ќе успеам. Еден цртеж е успешен, а другиот повеќе не личи. Малку се лажам во однос на ставата. Овде малиот принц е многу голем, а онде е премногу мал. Исто така се колебам и во врска со бојата на неговата облека. Па се обидувам и вака и онака, колку добро, толку и лошо. Но тоа треба да биде простано. Мојот пријател никогаш не даваше објасненија. Ме сметаше можеби сличен на себе. Но јас, за жал, не умеам да видам овца низ сандакот. Можеби сум малку како возрастните. Најверојатно сум остарел.